Мислам дека денешната седница е столбот на функционирање на општината и мислам дека е една од најклучните, за кој што морам најнапред да констатирам дека се пресликува од година во година. Една иста методологија, еден ист пристап, едни исти резултати, се разбира. Некогаш по-добри, некогаш по-лоши, во зависност од тоа кој е новиот извор на финансирање, што искрено говорам дека кај мене возбудува една состојба во која што се чувствувам непродуктивен. За она што треба, како советник, да го имам дадено како влог за идните генерации во Битол. И тоа чувство ме обсебва до степен на тоа дека се надам дека најголемиот дел ќе се сложат од страна на позицијата, дека многу лесно фалиме тогаш кога ја имаме власта, а многу лесно, ќе бидам искрен, и критикуваме тогаш кога ја имаме опозиција. Значи, нов импулс на процеси мора да влезат во Совет на општина. Јас точно ќе говорам во тој правец. Кога ќе погледнете материјалите од јавното предпријатие Нискоградба, се разбира ги гледаме во рамките на таа кумулативност, кој што како документи денес ги имаме, вклучително и со завршната сметка, бидејќи основна база на функционирање се парите, меѓутоа не се согласувам дека е тоа се. Субјективниот фактор, начинот на пристап, приоритетите кои што треба да се дадат, се клучен момент во тоа како ќе ви функционира телот за кој што говориме. Во конкретниот случај, како ќе функционира дејноста на јавното предпријатие Нискоградба. Една нова точка предложи председателката во која што ја прифативме. Пари од ИПА фондовите за делот на индустријска. Во која што веднаш, кога ме информираше координаторот на советничката група, реагира дека од каде пак тие приоритети баш индустријска да влечат пари кои што се од ИПА фондовите некаде во 120.000 евра или купните потреби некаде околу 230.000 евра. И тоа има други приоритети, вемо. Мислам необјективни ќе видиме. Да се соочиме, што за мене е чист процес на манипулација, да ни се каже денес дека тој е готов само проект и за тоа ќе бара. Мислам дека тука има длабока политика, а не рацио во кое што во центарот на вниманието ќе ги имаме граѓаните. Потребите на граѓаните, приоритетите кои што се дадени во делот на инфраструктурата. Вемолам, сите сме сведоци низ какви улици, какви последици при еден мал атмосферски врнеж, тоа е зимскиот, ако е снегот или летните, ако се продовите, ни се состојува. Затоа сметам дека малку поинаков пристап треба да имаме. Јас денес ќе говорам за неадекватноста во извршувањето на основната мисија која што има Нискоградба. И дека малку поинаков однос треба да се гради во тој дел. Посебно ќе говорам за периферните делови од градот. Иако градското јадро, ако го исклучите дека е тоа околу градскиот часовник, ќе видите дека состојбата е исто така лоша.
никогаш не можеме да видиме, ниту во извештаите годишни, ниту во плановите кои што секоја година ги носиме, барем симетричност на податоци кои што се многу битни. Колкав е процентот на покриеност од страна на јавното предпријатие нискоградба со фекална канализација, таму каде што е опсегот на локалната самоуправа. Колкава е покриеноста која што низ принципот на спроведување или одржување ја има нискоградба во конкретниот случај, во делот на атмосферската канализација. Какви се акциите кои што треба да се имаат тогаш кога станува ургентна состојбата, како што ја имавме оваа година, како што можевме да слушниме од представникот на Центарот со управување на кризи за делот на поплавените региони. Јас очекувам дека денес директорот ќе ни даде барем основна слика за тоа кој е степенот на оштетување, таму каде што се надлежни тие, во делот на улиците, одржувањето на улиците, во делот на фекалната канализација, во делот на атмосферската канализација. Ако ние го немаме тој процент, што и како се покриени, ние овде ќе се дискутираме без принципот на големи бројки, ние постојано ќе кажеме дека ние сме, доколку сме во опозиција успешни, доколку сме во опозиција неуспешна е позицијата. И така во еден круг ќе си се вртиме, а состојбите во градот стануваат секој дневно алармантни. Градот е жива материја, денес и да го направите тоа, по неколку години ќе се оштети. Во развиениот дел од светот тоа се знае. А ако асфалтната подлога е ставена пред 8 години, таа здрава или нездрава, мора да се промени после 8 години. Ние таков пристап на менаџирање како локална самоуправа немаме. Ние се додека трае, се додека можеме да крпиме, оставаме тоа да се прави. Секогаш говориме за недоволно, а малку за неадекватно финансиска распределба на парите кои што ја имаме за овие потреби. И сосема е јасно дека инфраструктурата е голем потрошувач и мора таа работа да ја имаме во предвид. Како голем потрошувач, што се тоа што пари се потребни вистински да функционира градот? Имаме ли таква проекција? Убеден сум дека не. Таа се носи тогаш кога ќе донесе ова локална самоуправа стратегија за развој на инфраструктурата во општина Битол. Вие можете да добиете награди од Лугано, можете од Лас Вегас да добиете, иако се лоши синоними за нешто друго. И може се да се добие, меѓутоа состојбата не е таква како што е. Ние многу добро знаеме како и на кој начин можете да добиете награда. Денес можете да добиете и рецензија за на факултет како сакате да ви сме разпознавање. Така да ништо не е страшно. Ако таму веќе стручната фила може да се купува, тогаш можеме да говориме и за другите прашања. Не можам да видам. Значи, во делот на оштетувањето, посебно на периферијата. Јас комуницирам со делот периферијата. Там е страшна состојбата со инфраструктура. Мислам, после се тоа, воопшто ништо не е необидено да се санира. Што е периферија? Ке ме прашате тогаш кога ќе излезете надвор од бензинските пумпи кои што се во обкружувањето према правците на движење од Битола за излез према Грција, према Скопје и така натаму према Охрид, ќе видите дека воопшто ништо не се гибнал, освен на денот на интервенција, каде што се правело интервентни бразди, каде побрзо да побегне водата. Последиците се останати такви какви што се. За неа немаме проценка на штетите.
И се постава прашањето. Каде е нашата улога? Проценуваме штети во земјоделието, а не ги проценуваме штетите кои што настануваат во градот. Како резултат, исто така, на лошите временски услови. И сега тоа ќе го направи владата така како што треба. Апсолутно не треба да ја бидам извлечен од контекст, дека не треба да бидат обештетени луѓето од руралната средина. Ама не само од Пелагонискиот дел, луѓето и од другите делови, таму каде што е. И тие плаќаат даноци, и тие плаќаат комунални услуги, додуша целосно не секаде, меѓутоа сведоци сме дека една фекална канализација од хотелот Молика до Трново не можеме да ја спуштиме 10 години, 15. Иако пари од швајцарската амбасада има, не знам, или фондација во износ од 1.200.000, 1.300.000. Не сме во можноста да ја реализираме. И никој не го постава прашањето зошто е тоа така. Најлесно е санитарните инспектори да постават, да земат мостри и да кажат дека овие чешми не се употребливи за пиење. Значи, тоа е едно од клучните прашања, директори кои што сакам да го слушам, какава е покриеноста на територијата на Битола, во градското јадро колкава е во периферија. И ако сум убеден, 100%, во периферијата е нула. Една голема нула. Јас знам дека вие не можете да работите надвор од вашиот обсек, ама тогаш кога го носиме буџетот и тогаш кога говориме дека треба пари да се издвојат повеќе за таа работа, ние слепо го гласаме таков како што ни е даден. Ниту еден амандман, ниту една интервенција не е дозволена на опозицијата да го прави. Тоа како што го прави. Тоа како што поднесува амандмани многу често за решавање на приоритетните работи. И мислам дека во тој дел морате денес да дадеме одговор за да можеме при овој буџет што доаѓа да креираме поинакви политики во делот на инфраструктурата на градот. Јас на овој начин сакам да ви помогнам, а не да ви одмогнам. Затоа што знам дека со такви ограничени ресурси, иако ни прикажувате дека нешто е променето во делот на бројот на вработени, во делот на нови технологии, во делот на нови машини оперативни и така натаму, и тоа го поздравам, добро е. Меѓутоа, дали е доволно или не треба да се биде многу паметен, се каже дека не е доволно. И на крај ќе завршам со начинот на реализацијата. Со тоа почнав, со тоа ќе завршам. Имаме крајна неадекватност и крајна ирационалност. Неадекватноста е во тоа што многу често правиме таму каде што сметаме или таму каде што живее некој функционер, некој партиски активист. Па макар тоа било и беззначајно. А многу малку правиме таму каде што вистинската популација во градот се соочува со проблем. Таму каде што е крвотокот на локалната самоуправа, таму каде што е крвотокот на граѓаните, каде што одат на работа, се враќаат од работа, живеат, трошат и така натаму. Тој начин на реализација ќе мора да се промени. Не сме доди по принципот овде е наше гласачко тело, овде е ваше гласачко тело. Каде што е ваше гласачко тело, може се да се направи, таму каде што е гласачкото тело на, не знам, условно кажувам, на некој експонент кој што се генерализира, па вика тама тој е тип под кој што ја одржува опозицијата на тие простори, нема таму интервенција за инајде. Не сме тоа така да не се случува. Улогите на опозиција и позиција ќе се менуваат на 3-4 години. И што треба ние да дозволиме постојано една таква состојба?
во кое што само ќе се прави таму кога сте во улога позиција, а ништо нема да правите таму каде што е во улога позиција. Тоа е крајна дисфункционалност. Затоа се соочуваме во последниве години во општина Битола со состојба таква каква што е. Од тука сигурен сум дека од страх никој нема да каже од позицијата дека тоа е лошо. А сите знаат кога ќе ги прашате дека вистински е лоша состојба. Со се, без исклучок, со се тоа што се прави. Овие 2-3 месеци како еден дисконтинуитет сакам да кажам. После големата реакција на загаденоста на воздухот, воздухот наеднаш се изчисти во Битола. Наеднаш е чист. Никогаш нема достигнато горна граница 50 микрограми за PM10 години. Две се опции. Или од некаде ни било спуштан лош воздух, или во делот на бажбирањето на мерните станици е направено нешто. Што е многу поверојатно. Затоа кога говориме за нешто што е за сите исто, за сите граѓани, подеднакво важно, мора посериозно да говорим. Јас се надевам дека ако директорот не е во можност во проценти да ја даде таа покриеност за која што говориме, сигурен сум дека нема да ни даде показатели дене што е интервенирано после овие поплави точно таму каде што настанале последици од инфраструктурата, а за делот на инсталирање на инфраструктура, од делот на фекалната канализација сака многу пари, јас тоа го знам. Меѓутоа, ако тоа сака многу пари, ние не можеме постојано да чекаме. Еве, ако е 30-та точка 2 милиони евра, нека биде и 10 милиони евра, ама да знаеме што ќе направиме. Ние правиме алокација на парите. Данокот кој што го плаќаме ние, ни се дислоцира за решавање на инфраструктура таму каде што тајкуните сакаат повеќе да заработат. Во касарната. А таму живот се уште нема. А таму комунари се платиле, а тие пари каде завршиле, не говорам од типот дали завршиле во джеповите или не, дали завршиле адекватно или не. И мислам дека сериозна лоша диоптрија имаме на проблемите во градот. Ако тоа не го направиме, ќе завршат уште овие 2 години, ќе си заминиме, ама странно од овие. Благодарам. Александър Касапов.